Да, па замисливе, јас сум во Ченто порасната, буквално во комшилук имам роми, албанци, босанци. Те одеднаш одам во центар во средна школа, каде што нема толку различни луѓе. Знаеш, моментот кога ти се појавуваат пеперутки во стомакот, нешто се загреваш, почнеш да се возбудуваш за некоја тема која ќе почне да се збори или која ќе почнеш да мислиш на тоа, тоа беше музика за мене, секогаш. Ден денес добивам пораки од луѓе дека ја слушале Бои и дека изгубиле родител и дека многу им помага таа песна. И баш го правев албумот Растенија без корен, што излезе лани. Ама и за да го напишеш не оди тоа така, јас си седам и ме наоѓа инспирацијата, па баш треба да има дисциплина. Дина, како си? Добра сум, малце во некоја меланхолија овој период, едва чекам да дојде пролет. Да, така, ти? Фала ти на прашање, добар сум. Периодов исто убаво е дека тоа зборевме кога дојде многу сончево, поубаво е, чисто е, конечно воздухот еден у 5 дена е лош, ама другиве 4 добри сме. Тоа е добро. Ама да, убаво. Сега дека и почна постите, ја почнав за прв пат у живот сериозен пост, да видам колку ќе издржам. Никој не верува тие што ме знаат дека ќе издржам, ќе видиме до кај ќе терам. Така што супер. Ќе видиме. Ама убаво е. Времево и баш ми е мило еве што конечно имаме можност да збориме со тебе. Знам дека периодот беше доста зафатена и сега конечно малце се одвои време да збориме за ментално здравје, музика и кој знае на што ќе налетаме исто така. Кажи ми, што е за тебе ментално здравје? Као прво прашање. Да, јас го прашав ChatGPT. Сега да не го цитирам него, кој сака по дефиниција, нека си го праша ChatGPT. Дека нели е една благосостојба за психолошка, емоционална и социјална благосостојба на една личност. Јас баш кога ми текна на ментално здравје, за мене грижа за душата. И баш сакав да истражам која е разликата меѓу душа и психа и сватив дека психа на грчки е душа. Така да... Па да, и во... Не знам дали беше Словенија или у некој... Валјда Словенија, е душевно здравје и кај нас би требало да биде на некој начин душевно здравје, ама ментално, валјда, попримено е тој англиски вокабулари, ама не гледам и ја некоја разлика реално. Да. И како што рекле К15, in hello body, hello ghost. Мислам дека тоа е најдобра дефиниција. Да, тоа е интересно и тоа ти кажев и пред да почнем да снимаме, знаеш, ќе викнеш луѓе на подкаст од различни било која професија и голем дел да ми кажеш што ќе зборам сега за ментално здравје, кај да знам што е за мен, знаеш, што е точно ментално здравје и тоа ми е интересно веќе. Мислам дека сите имаме некоја различна дефиниција за тоа и до сега К15 дефиниција не ја слушав таму. Мислам дека убаво одговара. Кажи ми, нема да прашам кој ти беше прв инструмент и како почна со музика и со тоа, ама од каде доаѓа, која е некоја работа која што тебе највеќе те обликува као личност, еве, на самиот почеток? И кариера, и млада си, мислам дека сме тука некаде исто годиште, ама дали има една работа или неколку работи кои што ти што те обликувале, што те направиле тоа што си денеска? Па, веројатно, моите родители дома, како сум растена, јас сум две националности во исто време, некако сега, од оваа гледна точка, сваќам дека во не секојдневна средина сум порасната, каде што сме биле сите со мешани националности, вери. Мојата фамилија од страната на татко ми сите ми се во комши и некако така во едно убаво заедништво и љубов сум порасната, да кога почнав средна школа почнав да дознавам дека уствари не сите луѓе се така пораснати и многу си го ценам тоа. Би рекла дека ете тоа ме обликувало. Љубовта и воспитанието од моите родители што сум ги добивала, ме прават да сум тоа што сум. Да, мајка ти е македонка, татко ти е албанец. Да. Како тоа
кажи само ти на почеток можеби не си знаела дека тоа е нешто различно бидејќи живееш во средина која што е мултиетничка, Да. ама како тоа е доаѓаш во средно или доаѓаш пораснуваш и ги сваќаш, како влијаеше тоа врз тебе? Па малку ме растажи дека не е толку розев светот колку што беше во мојата фамилија. Некако не знам, многу убави примери имам и така сакам тоа да си го зачувам во себе и така да живеам и се запознавам и сретнувам и зближувам со луѓе слични на мене. И некако мислам дека и таа е некоја порака што сакам да ја дадам еве и преку музиката. Да, интересно е бидејќи не е толку вообичаено, поготово баш твојата комбинација, бидејќи е нешто кое што јас знам за себе, доаѓам од Струмица, каде што нормално Источна Македонија ние немаме толку голем контакт со реално со никој друг освен македонци и роми. И кога доаѓаш во Скопје е многу поразлично и сега можем да замислам и во самото Скопје колку е само различно. Да, па замисливе, јас сум во Ченто порасната, буквално во комшилук имам роми, албанци, босанци и така сум порасната и одеднаш одам во центар во средна школа, каде што нема толку различни луѓе и си викам, вау, окей. Да, интересно. Пошто секогаш како го објаснувам еве со Аманда кога збориме, жена ми која што не е од тука, која што тотално да, и вие сте мешана заедница. Да, кај поразлично, ама значи објаснуваш и гледаш ствари колку само у текот на ова прва година нејзина овде она учува нови работи секојдневно бидејќи има работи кои што ја ги учам за прв пат и поготово кога станува збор за колку сме само различни, а колку сме исти. И имаме пријатели од нели цел Балкан и во многу работи можеби се совпаѓаме, ама ги има тие некои дали културни, дали јазични, дали верски, пошто и тоа е една голема разлика која што не одвојува, не треба да не одвојува, ама не одвојува и е доста интересен тој микс и верувам за тебе како некој кој што расте со тоа и денески тоа ти е еден дел од идентитет е многу поразлично. Да, и како што станувам нели повозрасна, сваќам дека уствари на крајот од денот се е избор. Избор е ти како ќе се однесуваш денес во автобус, како ќе се однесуваш додека возиш. Сега на сообраќај прво ми текнува нормално, ама не знам како ќе одиш на во К-маркет на каса како ќе се понашаш. Дека е избор и во секој момент ти бираш како ќе се однесуваш со луѓето. Да. Колку ти беше тој кога збориме за избор, реално се не знам колку музика се заработува кај нас, поготово ако гледаме какви се професии младите сакаат да одат, музика не е една од нив кај што сите сакаат, да, ако имаш убав глас можеби ќе почнеш и ќе се посветиш на тоа, ама повеќето од нас младите се одбираат за во денешно време програмерство, IT, маркетинг, што и да. Колку беше тој избор тежок или лесен, кај што окей, јас сакам со музика да се занимавам, тоа ќе учам, тоа ќе се надоградувам и на тоа целосно ќе се посветам. За мене лично беше многу лесно да одлучам затоа што некако ништо друго не ме интересираше. И мислам дека од тој аспект немав избор. Едноставно ова плюс некако јас си го поврзувам со тоа дека е некаков повик, дека јас треба да се занимавам со музика и затоа што учев основно ги имав сите петки, бев првенец на генерација, се запишав у гимназија за да не се ограничам. Знаев дека сакам музика, ама си реков ајде да си дадам избор, можеби е рано сега тоа да го одлучам и сфатив во средно, окей ученик бев, ги имав сите петки, ама ништо не ме правеше среќна. Знаеш, моментот кога ти се појавуваат пеперутки во стомакот, нешто се загреваш, почнеш да се возбудуваш за некоја тема која ќе почне да се збори или која ќе почнеш да мислиш на тоа, тоа беше музика за мене, секогаш. И некако едва чекав да завршам средно, за да се запишам на музички факултет и само на тоа да се фокусирам, затоа што ми правеше да се чувствувам убаво. Да, тоа е интересно, бидејќи, знаеш,
она може би клише изрека, ама буквално е, ако најдеш тоа што сакаш и го работиш тоа што сакаш, тоа е на некој начин некој цел, некој purpose во животот, бидејќи дали вреди да потрошиш години и години и цел живот на работи кои што доке може материјално ќе ти донесат повеќе, ама ти ќе бидеш miserable на некој начин, кај што нема да уживаш во тоа што правиш, и со тоа и другите околу тебе ќе ги направиш да се чувствуваат така. Да, и кога ќе најдеш нешто таман да го споиме нели со ментално здравје, дека нема ништо полошо од тоа да седнеш на 60 на 70 години и си речеш леле криво ми е тоа што сакав да го направам, не го направив и ти останува како белег. И некако за тоа би сакала да ги измотивирам сите луѓе што сакаат. Не мора да е само музика, мислам дека има и за било каква уметност предрасуди, дека нели ете, тоа е нешто непрактично, нема пари, немаш стабилност, немаш сигурност, ама што ако си мизерен, ако не го правиш тоа? Еве, јас така се чувствувам, јас не можам да се замислам, сигурно ќе се снајдам во друга професија, што е по практична за живење, ама не можам за ништо да го сменам оваа пасија што ја имам за музика. Да, и бидејќи јас секогаш ги поврзувам музика, спорт, уметност, значи тие некои професионалци во тие сфери многу е тешко да станеш некој кој што е над сите, кој што е професионалец во една од овие сфери и има многу откажувања, многу верувам напорен живот, знам за спорт колку, не знам за музика, ама кои се например на тебе предизвиција сега, па и на самите почетоци, ако можеш да направиш една паралела као предизвик, окей, начинот на живот као еден музичар кој што you're all in. Тоа е се што правиш. Да, бара многу жртва, бара прво нема никаква, еве сега како што растеме, се имам 26 години и сваќам дека јас се осеќам како да имам 19 уште, а гледам дека мои врсници веќе основаат семејства, имаат деца, имаат работен стаж од 6 години. Јас имам нула стаж, во моментов немам ни здравствено осигурување, слободен уметник сум и некако ја гледам таа разлика и гледам луѓе што веќе сакаат недвижнини, инвестираат и така работи, а јас овака седам. И ама се е тоа во ред и мислам дека секој си има свој начин на функционирање. Еве, овие работи ги спомнав како еве можеби нешто негативно во мојата професија, дека немаш никаква стабилност, ама од друга страна задоволството и чувството дека нешто правам што еве барем малце може да направи разлика или нешто оставам зад себе, ми прави да се чувствувам убаво и некако го терам тоа, имам слобода во тоа. Да, и кога човек се чувствува слободен, тоа е можеби едно од најдобрите чувства кои што, значи не секогаш се чувствуваме слободни, бидејќи кој што каже ти имаме работа, обврски, кога ќе доеш веќе возрастен, кога јас секогаш викам прв пат се почувствував возрастен кога почнав своји сметки да плаќам. Тек тоаш не се чувствува слободен, бидејќи од месец за месец па како, па што, ама кога ќе го добиеш тоа чувство, не секојаш и секој го добива во исто време и различно, е многу ми текна на зборот freeing, ослободувачки буквално. Да, и мислам дека и како што одбираш со нешто да се занимаваш и како поминува време, па и ти се случуваат работи што ќе ти го потврдат тоа дека си на право место или ќе ти се случуваат пречки кои што ќе си сватиш дека па можеби не сакаш тоа да го правиш. Еве на пример, не знам, еве ти овој подкаст го правиш некое време, константно вадиш епизоди, снимаш и сваќаш дека нешто се случува и правиш некаква промена со тоа. Да, и тоа е интересното, тоа некоја цел која ти е, така, ако мене целта и ако подкастот целта ни е да бидеме прв најголем подкаст во Македонија, тоа можеби ќе ме води до некаде, ама не ме исполнува толку колку што знам дека ако еден човек изгледа епизода и направи нешто
за било што сме збора, без разлика тоа ќе биде дали ќе се прашат како се или ќе прашат некој како се или ќе земат, ќе закажат кај психотерапевт, кај психолог, тоа ме исполнува и тоа е она и верувам дека тоа повеќе ќе ми помогне мене и на некој начин е себично, знаеш, кај што ја не го правам ова за некој, го правам за самиот себе, бидејќи сакам да помогнам, уживам во тоа што правам и тоа е сосем окей да бидеме себични на некој начин. Да, и јас тоа сега ќе го спомнев во однос на изборот на мојата професија, дека и малце не себично, ама дека јас сум имала потреба. Например, јас почнав да си пишувам песни како мала. Сум си пишувала. После на 16-17 години попрофесионално почнав да правам музика. И потоа ми се случи еден, како да кажам, травматичен настан, кај што го изгубив татко ми на 18 години и некако мислам дека моментот на правење музика и пишување музика ми беше како еден убав филтер да извадам од себе се што чувствувам и го правев тоа само за тоа, како терапија ми беше. Немав некоја цел да бидам поп звезда, па ајде сега за тоа ќе правам музика, туку си ја правев лично за мене. И многу е јако дека, мислам, тоа мене ми се случи во многу преоден период, кај што завршив средно и требаше да почнам факултет и тоаш почина татко ми. И некако мислам дека и како среќа во несреќа е што имав што да правам у тој момент и почнав на факултет да одам по цели денови бев и некако за тоа си се врзав и тогаш многу пишував и тоа не знам пред 7 години. И сега, например, Бој ми е за татко ми и сега ден денес добивам пораки од луѓе дека ја слушале Бој и дека изгубиле родител и дека многу им помага таа песна и не знам, некако тие работи ми се како некаква потврда дека еве нешто корисно може да излезе од нешто да ти се случи, пошто некако и тоа си викав што да правам со сета оваа тага, као премногу е, не можам да ја носам на себе и така ја напишав Копнежи. Ја почнав со сакам тагата во нешто да ја претворам, за нешто да ја корисна, во слика ќе ја претворам, ќе ја урамам, да ме потсеќа, да ја извадам, да ја претворам во нешто и да стои таму и да кога ќе ја видам ќе се потсетам на тој период. И некако тоа си размислував онака за денес, што можам јас да кажам за ментално здравје, е тоа дека кога ќе ти се случат некои трауми, не ги чувај во себе, туку гледај да ги извадиш на некаков начин. За мене тоа е музика и затоа би рекла дека најпрво лично сум одбрала да се занимавам со ова, не само зашто ме прави среќна, туку и затоа што имам потреба да се искажам во тоа нешто. Да, и тоа сме зборале многу на подкастот, поготово кога зборуваме со луѓе кои се професионалци во сферата и областа на ментално здравје, кај што нема негативни чувства, има само непријатни. И многу е важно тоа да го гледаме така, бидејќи чувствата се за да ги чувствуваме. И ако ние, ти се случува такво нешто кое што е травматично, ако не ја чувствуваме таа тага, таа фрустрација може би, што и да е, кои чувства да идат со тоа, тие чувства остануваат во нас и во еден момент ќе излезат, ама на начин на кој што најверојатно не посакуваме, ако не си дозволиме да кажеме окей, чекај. Знаеш, окей да не биеш окей, она фраза која што многу често се користи, ама е така, кај што ако јас не се чувствувам тажно кога нешто лошо ми се случува, тоа не е вред. И поготово ако не можеш па да најдеш начин како тоа да направиш. За секој е различно. Не знам, мене ќе истрчам 5 километри и се чувствувам подобро. Не значи тоа дека помалку сум тажен, ама сум си дозволил, окей, правам нешто кое што ми дозволува на некој начин како издувен вентил ми е. Кај што, окей, ми треба нешто преку што можам да се искажам и беше интересно кај што можеме да користиме буквално се. За да се соочиме со нештото, пошто многу природно нешто и да бегаме и да потиснуваме, но на долгорочно тоа воопшто не е добро.
И не знам, ете така некако, пошто пробувам да се навраќам на дека сега на пример мислам дека сум на убаво место кај што убаво ми оди во кариерата и кога ќе се сетам како почнав и зошто почнав, имав периоди што ми беа на пример имав дупка во меморијата од некои 2 години, не памтам ништо што ми се дешава, како сум го живеела животот, затоа што сум била во шок веројатно и само сум терала, сум живеела. На autopilot. Да, веројатно. И баш бев и на психолог да зборувам за тоа и намерно да си ги будам тие мемории и што сум правила тој период, како сум функционирала, затоа што веројатно сакал мозокот намерно да ме заштити некако, ама мислам дека е многу здраво и добро и многу често знам да намерно да затоа што конкретно за смрт многу некои работи со сетилата поврзани може да те однесат негде. No. Например, не знам, мирис, песна, место. И намерно сум се носела на места што ме потсеќаат на татко ми. Не можам после да се соберам цела недела. Не знам, пред некој ден слушнав една песна што ме потсети на него, не можам да се смирам, ама мислам дека тоа е многу убаво. Така, кога се ставаш во таква ситуација, за да го поминуваш нештото, пошто тоа е. Да, имам слушнато начинот на кој што не ми текна секој го има опишано вака, ама за да поминеш преку нешто, треба да поминеш низ тоа. Значи, не можеш веднаш да заобиколиш, мислам, можеш. Секако дека можеш, ама не е најпаметно, бидејќи треба ти, кој што кажеме, да ги почувствуваш тие чувства, и секако тоа не значи дека ти ќе ги снема, тие секогаш ќе ги имаш и кога ќе се појават, окей, знаеш, што викаш ти, цела недела може да ќе чувствуваш тоа и не можеш да се составиш на еден или на друг начин, ама мораш да поминеш, мислам, требаш да поминеш низ тоа, ако сакаш да го поминеш тоа и да ти помогне да станеш подобра личност. Буквално, бидејќи, не знам, имам слушнато и порано кај што значи, се док чувствуваме нешто, без разлика што значи дека сме тука, окей сме, добри сме. Ако престанеме да чувствуваме, тоа е проблемот. И баш е убаво што кај тебе и другото постои, кај што ти можеш на многу повеќе да им помогнеш со таа некоја нивна тага, болка, што и да е, преку твоите песни. Да, мене ми е тоа многу јако така на концерти, например, и кога пеам и никогаш ќе со затворени очи пеам и ќе отворам очи и гледам луѓе со насолзени очи. Јас викам, не, прикини, не, пошто и јас ќе почнам да плачам. И тоа ми се некои работи, баш зборувавме со моите колеги од бендот, дека занимавање со музика е баш како со магија се занимаваш, затоа што тоа е нешто што го слушаш и ти предизвикува некакви емоции. И мене ми е тоа многу лудо, како еве стојам на сцена, пеам и некој во публика го слуша тоа и нешто чувствува внатре. Мене ми е тоа исто како ја кога слушам музичари, тоа е многу јака работа и многу убава работа во исто време. Да, предизвикуваш емоции. Тоа што ти си го напишал, тоа што го пееш, кај некој и многу интересно што кај многу различни луѓе предизвикува многу различни емоции. Тоа е уште појако. Да, и баш го правев албумот Растенија без корен, што излезе лани и некое време бев така во некој луп кај што сакав да го завршам и се мачев и не можев, нешто не ми одеше и дури го преслушав и веќе немав никакво чувство за песните и викам, леле, што е ова се, на ништо не звучат песните. И почнаш да слушаш работи што не ти се свиѓаат, а нема врска, веќе го преслушуваш и викам, не, ја ќе го оставам неколку месеци, нема да воопшто да го слушам. И после на промоцијата излезе на 25 мај лани и ги слушам песните и викам, окей, добро е. И допрва сега гледам реакции од луѓе и различни луѓе, различни песни им се свиѓаат, различно ги разбираат. И тоа ми е исто многу интересно, дека сум напишала пред 3 години некој текст, сега не ми текна како сум го напишала и зошто. И можеш сега нешто друго да ми значи,
а некој да си го свати и некако да го допре. И некако, не знам, тоа е многу убаво и интересно. Да, верам. Да, знаеш, секојаш кога, бидејќи не сум некој кој што никогаш бил добар во музика. И јас во спорт, така да, таман се нерешено. Секогаш ми било интересно како спомна и ти дел од твојот на некој начин процес, ама како доаѓа тоа, дали да работиш, окей, нешто се случува па ќе земеш ќе пишуваш, или одвојуваш време секој ден, или одиш некаде па пишуваш, што функционира за тебе? Како е тој некој начин кој што ти го имаш за пишување, за креирање на твојата музика? Па мислам дека е комбинација од двете. Мораш нешто да имаш да кажеш за да го напишеш, ама и за да го напишеш не оди тоа така, јас си седам и ме наоѓа инспирацијата, па баш треба да има дисциплина. Ме праша еден колега пред некој ден, како ти успева, како ги вадиш песниве, јас не можам да завршам ништо. И викам, па треба практично да го гледаш тоа како работа. Не е нешто, ајде сега, јас ќе се инспирирам. Тука е во среда, во 3 сати ми е закажано дека ќе седам и ќе пишувам. И 3 сати може ќе блеам пред празни листови, ама ќе мислам и некако ќе пишуваш и нешто ќе излезе. Некако има и многу практичен момент во тоа, као не некоја филозофија. Мислам, пак треба да го има тој момент, нели, кај што стварно ќе ти дојдат идеи, ама за да дојдат идеите треба да со намера да мислиш. И многу често ми доаѓале на точак додека сум во движење, така многу интересно. Чекај се, што правиш? Еве на точак си ти доаѓа идеја, што правиш? Застануваш за точак и пишуваш на телефон? Да, застанувам и со војснот. И го оставам. И после некој други ден слушам, поише автобусите се слушаат и колите од овакво него јас. Ама така, да, многу интересно. Пошто некако во движење си, мозокот ти е фокусиран на патот, ама ти мисли во исто време. И си пеам така. Кој знае како изгледам некојаш од страна. Пред некој ден така слушав музика на слушалки и почнав да си пеам. Пешки одев и викам леле. Па гледај, мислам дека момент барем денеска, сигурно верувам дека голем број луѓе дека те препознаат и ќе е окей. Да, ќе се рече, да, добро, окей. Има креативен процес. Да. Значи нешто добро, ќе има добра песна следно. Да, и многу интересно е кога, например, ако земам и да работам и сум дома, например, и заверглам, почнам нешто или ја правам музиката или нешто, не сме никој да ме допре. Значи, ако некој ме прекине, станувам многу лоша. Ама не го правам тоа намерно. Да. Или нешто мајка ми, ако нешто ми... И знае порано, така ќе ме прашаше нешто или ќе пушташе, пошто за време на ковид правев EP, дома го правев, и ќе пушташе машина за перење или нешто. Мама! И после ме научи, као, Дина, може ли да пуштам машина? Викам, добро, може. Така да, фала, мамо, што се грижиш за мене и за моето творење. Да. Интересно, јас моментално читам книга, тоест ја слушам повеќе што ја читам, се вика Deep Work или длабока работа. И збора за тоа колку само ни е потребно да ги имаме тие моменти на кај што се внесуваме целосно работата. И самиот автор навлегува за најразлични луѓе, различно тоа. Не е само окей, ќе земам некои научници, уметници, без разлика на професии, знаеш, не знам, ќе отидат 1-2 недели, ќе поминат сами, без ништо, и ќе работат, ќе пишуваат, за некој функционира тоа што кажеш ти, ќе си поставиш време, окей, среда од 3 сат до 4:30 до 5 пишувам, и тоа е. Се затварам у соба, идам на место кај што ќе ми пробуди некакви емоции или ќе ми помогне да направам да кај некој е која имам знаеш, момент од сабајле, која ќе стана прва работа, земам и пишувам 2 сати. Ама е многу важно, барем сега тоа што го учам ја и од самата книга, да знаеш што функционира за тебе и да земеш да правиш. Да, и да признам, многу е тешко. Кога си сам свој газда и сам треба да си кажеш дека тоа треба да го правиш, кај мене мислам, јас сум многу недисциплинирана некогаш за такви работи
И сама си наоѓам начини да се излажам за да се пошто некој друг ако ми каже Дина, ќе правиме сесија у 5 у четврток и јас сум таму спремна со домашната, ама сама можам да си кажам ајде ме мрзи. И некако сама пробувам да си се прелажам за да не знам ти како функционираш со ако си спортист, веројатно си добар во дисциплина, не? Гледај, има момент, кај мене е мотивацијата е важна. Јас сега ќе земам трчањето, иако по никој критериум ја не сум професионалец, тоа ни па сум брз или било што, ама за прв пат почнам активно да трчам предно 4,5 години. 4 години. И цел живот го мразам, никош не ме интересирало, секогаш сум бил тимски спортови, веќе и поеќе сум сега тренер, не сакам да се натпреварувам толку многу. Ама пријател ми рече, ајде истрчаме полумаратон за година дена. Устаната година дена полумаратон. И прво ми беше као, ја не можам километар да истрчам без да почнам страната да ме боли, не па полумаратон, ама после тоа таа цел да, окей, имаме цел, полумаратон, ја и он ја правиме заедно, може не трчаме заедно, ама имаме истата цел, он знае дека ја трчам, јас знам дека он трча, ми помогна многу за да го истрчам тој полумаратон. После тоа, окей, what's next? Пошто го засакав трчање, маратон. Од кога го завршив маратонот, имаше година дена кај што не трчав. Тоа што ја немам ја немав таа дисциплина која што и ми требаше мотивација за пак да се ратам, окей. Ајде се нова цел си поставив, па ова сакам. И ја така најчесто кога станува збор за тоа бидејќи секогаш ми треба некој, ја го имам тој проблем со ADHD, кај што имам премногу мисли во главата, премногу идеи нон-стоп, сакам све да направам. Да, сите што сме генерација Z, мислам дека се поистоветуваме. Да, и тоа е, знаеш, тоа е една од работите која што се обидувам да се одвикнам од неа, да зависам само од таа мотивација, кај што или таа некоја цел. Отвори многу добра тема, дека сме социјални битија, дека имаме потреба, значи ти викаш тебе те измотивирало тоа што си се договорил со некој другар, дека заедно ќе оправите тоа. И јас истото го мислам, дека не сме создадени да секој сам си биде во своето, си функционира сам, работи сам. Мислам дека е многу важно тоа да во заедништво ги правиме работите и не мотивира да ги правиме работите. Да, и секој ќе ме праша некој како го истрча маратон, што е да ја им кажав на сите дека го правам тоа. На секој, знаеш, и не е од тоа сега гледаме ќе трчам маратон. Не, ја го правев тоа дека знам дека ќе ми помогне, кога сум, знаеш, најтешко ми е 30 километар, се мислам да се откажам и ми текнува, чекај се, сите знаат дека денеска трчам маратон. Знаеш, сите знаат дека и ќе ме прашат. Многу име гајде на нив дали ја ќе истрчам или не. Да, на најблискиот можеби, знаеш, ме следат, ама мене у главата битно дека јас знам и дека ќе ме прашате како помина у Белград на маратонот. Да. Не го истрчав. Нема шанси тој одговор да им го дам. И буквално тие и го истрча, да, го истрча, ама тој саат време беше уште не почнав да лазам буквално. Бидејќи, ама тоа е што функционира за мене. У тој момент тоа функционира. И сега, например, го спомнав постот на самиот почеток. Знам дека ако не кажам на луѓе, еве сега го кажувам на подкаст. Сега, што може епизода ќе излезе од кога ќе заврши постот, ама ми треба таа надворешна мотивација, ми треба таа, можеби и тоа е accountability од луѓе, не директен, индиректен, бидејќи да, јас имам луѓе со кои што со Аманда дома, нонстоп ги имаш тие разговори и она те гледа, ја гледам нејзе и ми помага у тој аспект, ама повеќето од луѓето си идат. Ќе збориме, сега ќе си идеш дома, ќе забориш, така? И окей тоа. Ама таа индиректна мотивација многу ми помага да барем мене да... Да, и многу е природно. И јас така, и тоа што викаш, кога ќе си поставиш некоја точна цел и датум и место,
нема бегање, мораш да го завршиш. Така јас си викав за албумот, пошто некои 3 години ми требаше за да го завршам. Имав милион пречки, ама моментот лани кога си реков 25 мај 2025 година, имам 25 години, тоа ќе биде датумот кога ќе излезе мојот албум. Тоа си го кажав уште 2024 летото. И почнав да зборам по луѓе. И ова исто. И си кажам, да, веќе сите знаат, веќе сите... И некако те мотивира и реално е убава мотивација според мене за да завршиш работи. Да, ја живеам според тоа дека добро, нема да биде се окей, се што и да функционира за тебе окей да ти биде мотивација, бидејќи секако има и работи кои што можеби нема да бидат здрави за тебе, ама буквално што ако најдам нешто дека мотивира, без разлика какво е, без разлика кој што мисли за тоа, do it. Ја буквално и за трчање, јас името оставив позади грб. Бидејќи ми беше дадено како совет, направи го тоа, ќе ти треба кога, знаеш, најмалце ќе се чувствуваш дека можеш да продолжиш да трчаш, луѓе ќе викаат по тебе. Ќе навиваат за тебе. Да, и стварно тоа се, јас сум убелкат, кај што никој не ме знае. И луѓе навиваат за мене. Тој спикерот на последниот свирок на Бина од микрофон го... Значи, леле, мене ми е многу јак тој свет на луѓе што трчаат. Значи, минатата година има во Битола има маратон Трчај Б. Не знам дали го имаш трчано. Значи, јас ме викнаа да пеам. Да. И они прават како движечко Spotify, као нас неколку точки, има различни бендови и различни бендови свират. И беше нешто во 8 сабајле пеев, јас во 15 за 8 требаше да почнам да пеам. Јас бев претходната вечер во филхармонија, гостував на Крсте Роџевски, со него пеев. Си дојдов дома у 3 сабајле и веќе во 4:30 требаше да тргнам на кај Битола. И во 7:30 бев на места на никош во живот, во 7:30 немам пеено. И луѓе во сите расположени. Јас скокав и урлав, толку ми беше забавно. Пеам и луѓе и ја пеам на Бина, многу необично беше. И луѓе трчаат. И многу беше јако. Пеам и луѓе вака ми прават, па дзензаат. И викам, вау, каква енергија имаат луѓево што трчаат. И некако и јас се викам, јас сум исто, мислам, не исто, туку многу различно од тебе. Ја не сум спортист и трчање ми е, сум пробала неколку пати, не можам да трчам, ама се реков ќе идам на трчање и петка ќе истрчам. Да. Дури ако треба ќе изодам, ама ќе одам и некако си дадов и јас таква цел. Самата атмосфера е тоа, јас се сеќавам, почнав да трчам август, Скопски маратон беше октомври, и рекам, ајде, ќе се пријавам за петка, ќе истрчам, ќе пробам да истрчам брзо, пошто се сакам. Никогаш не сум бил добар во спорт, ама секогаш сум играл спорт и сега веќе последните 5-6 години како тренер го има тоа компетитивно у мене, сакам да се надпреварувам. И ја завршив мојата трка, супер, поминав задоволен све и останав на Скопски маратон, останав да гледам, да најавам за други, имаше и луѓе кои што ги знаев, кои што трчат. Ја бев станав емотивен за луѓе кои што не ги знам. Да. Ја поминуваат целта, се радуваат, мене ми иде да плачам. Јас сум као, чекај, окей, ова, знаеш, на крајот на денот, ја трчање го гледам на некој начин као битка сам со себе. Ама овој некој социјален аспект беше прејак и мислам дека тоа ме одржува утрчањето и сега да, ги имам тие дупки у некојаш кај што не може да ми се дешава нешто или патување едно друго, па немаш како, нема мотивација, ама сега се реков дека окей, ќе пробам посериозно да се посветам на рутина и да го правам тоа како нешто кое што мене ми е потребно, а не да се посветам на некоја сега цел и тоа ќе го правам. Ама да, трчање атмосферата е надреална, мене не ми се веруваше дека јас можам во 8 сабајле така да скокам и да сум среќна. Ја не сум утрински човек и за денес ти реков, те молам се покасно. Леле, како урлав и луѓето трчаат и ми викам, трчај! Тоа се дешава со мене. Немаш појма колку тоа помага. Да. Значи, ти викам, само тоа што некој ќе викне твоето име или ќе вика, ќе навива за тебе, без разлика, не мора да ги знаеш. Да. Премногу помага. И у тие моменти, едноставно, тоа го имам научено док се спремам за тркиве, за маратонов погото, као,
ако се смееш или ако имаш насмевка, болката се намалува. Пошто не мислиш на болката. И сега јас на моменти се убедував да се смеам и да трчам, пошто све ме боли. И ама тие се пак телото ни е интересно е како Бог го има направено и како функционира уште не ги имам попримено сите и не ги знам сите. Да, и колку е поврзано умот со телото, колку можеш да се излажеш онака и да достигнеш многу поише работи од што мислиш. Ако се убедиш дека не можеш да чувствуваш болка, ти можеш да трчаш цело. Тоа ми беше кажано исто, кога готово не можеш, се откажеш. Убеди се дека не ги чувствуваш нозете, дека не те боли ништо и трчај. И ќе трчаш до крај. Само пази кога ќе застанеш, после не можеш да одиш. Пошто толку как довела телото и ти си аут. Ама да, интересно е. Да, така и за планинарење едно време многу така одев по планини и тоа е мотивацијата, пошто вака секоја ќе размислам онака колку треба да изодиш за да стигнеш до некаков врв, а у моментот си кажеш ај се уште до таа точка. Ај уште до таа точка. Ајде бе уште малце уште до таа точка. И стигнуваш, а вака кога го видиш како километража и сати што треба да одиш, може да се исплашиш. Да, и тоа е, знаеш, верувам дека и многу еве сега ако зборуваш за како настанува некој албум или како ќе искачиш не водно, ама да кажеме некој повисока, многу луѓе ќе видат на самиот процес колку е напорен, колку е голем, колку трае и абе не можам јас ова. Ама ако ги поставиш окей, не можам одма да се качам на кораб, ама ако почнам на водно, за година дена можем ќе искачам кораб. Ако напишам песна или ако продуцирам песна, ако песната за неколку години ќе направам албум. И тоа е многу важно, знаеш, како верувам дека многу од работите што мислиме дека се невозможни, уствари се возможни. Само ако нели имаме некој начин на гледање на нив да ги представиме, окей, чека, ја не можам да јас никогаш не би можел музика, окей. Ама ако сакам на пример да истрчам маратон, ја морам да почнам од 5 километри. Да. Па после тоа идам на полумаратон, за на крај да можам да истрчам маратонот. Верувам дека и така е кај тебе со музика. Да не се обесхрабруваш лесно, пошто тоа е најтешко. Ти си свој најголем непријател. И затоа јас некако, пошто мене ми е многу тешко сама да функционирам. Например, ако правам музика, ја правам сама, например, цел ден. Многу ми помага, например, за албумов, ја правев заедно со бендот. 3 песни буквално ги смисливме во студио заедно. И некако тоа сватив дека многу ми прија тоа кога сме 3-4 луѓе заедно во студио и сите даваат идеи. Ми прави да се чувствувам убаво некогаш и само да седам и да не сум за употреба дента, да не ми е добро, ама само седам и сум присутна меѓу други луѓе и ми прави да се чувствувам убаво. Затоа ми е убаво да одам и на турнеи. Мислам, среќна сум и што ми се погодија толку убави и добри, пријатни луѓе да имам во бенд. И тоа си го ценам се повеќе и повеќе. Затоа што стварно е целта е заедно да правиме работи, не е да си сам. Да. Па и кажете и прес, дека ние сме социјални битија, така не сме создадени да живееме сами. Без разлика тоа дали сега, не знам, стана збор за романтичен однос или за семејство, за пријатели, бенд, не сме ние создадени. Ти сега сама ако пишуваш, сама ако продуцираш, ти си сама. И сама да излезам на сцена. Ти можеш да направиш тоа. Луѓе има кои што можеби го прават тоа. Ама до каде ќе стигнеш? Некако радоста е многу поголема кога ја споделуваш. Така ќе споделиш тоа и можеби ти ќе бидеш и поуспешна и сите ќе викаат гледај Дина само прави све супер. Ама верувам дека во еден момент ако немаш луѓе до тебе, ќе доживееш и burnout, ќе квалитетот на тоа што правиш може ќе се намали, па ќе бараш окей, шорткатс кај се ја да ги најдам за да продолжи ова, ама кога сме помеѓу луѓе може едно што ќе ти помогнат
и да се чувствуваш убаво и да биде и музиката може би подобра и ама и ќе те држат она што зборев преска accountable кај што ќе ти кажа чекај Дина вака не бива, не можеме вака да тераме пошто не е окей. Да, и да. тоа е многу важно да ги имаш тие луѓе околу тебе и да ги најдеш тие да се најдеш твоето село на некој начин. Кои ќе бидат тие околу тебе? Да, и многу има смисла со ова претходно што го зборевме, као ја гледаш крајната цел и многу е лесно од старт да се обесхрабриш. По патот луѓето се тие што например мене ме покренале, сум имала многу пати, сум била во бърнаут, во прегорување, кај што сум немала желба ништо да правам и седам и гледам една точка и тоа е страшна состојба, од која што ми требаше многу време да излезам од тоа, затоа што се имав преработено и во тој момент ми се појавија, не знам, например Лука и Драган кои што се во бендот и кои што ми вика, ајде бе Дина, ќе идеме, например, не знам, добивме покана во Хрватска да одиме по острови да свириме, а јас бев во состојба кај што ништо не сакав да правам. И баш Лука ми рече, ајде ќе одиме, знаеш ќе ни биде убаво. А ја во тој момент ништо не можев да гледам пред мене и тоа што нив ги видов дека се среќни и дека се возбудени за тоа, си викам, па може да има смисла. Ајде ќе одиме и на крај ми беше прејако, нормално на острови у Хрватска свиревме. Ова го немам кажано претходно. Дека така се осеќа во моменти кога не бара. Или не знам, добивме покана во Прага да свириме со Efterklang, тоа е дански бенд. И јас викам, нема шанс токав пат да тепаме со кола до Прага да возиме и само ми вика Лука, Драган и Трипе Тонецот. Абе Дина, што ќе правиме? И така е ноември. Скопје гадно у ноември. 4 дена наместо да седиме у Скопје, ќе се возиме у кола, ќе идеме у Прага, што? И викам, сериозни сте? Ајде бе, што? И отидовме, прејако ни беше. И стварно, мислам, тоа е многу влијае. Да, треба некој да те некој ќе треба оној пуш, да ти треба некој да те подбутне за да можеби не целосно, бидејќи да, некојаш е потребно да одмориш, некојаш е потребно да застанеш, ама некојаш некогаш поголеми се стравовите, например, сега јас си викам леле, чеке сега идеме како Дина Шари, јас треба да влечам тројца четворица луѓе, сега ќе се возат у кола и се си правам филмови јас 500, за на крај они да ми кажат како Дина ние сакаме да одиме. Викам, па супер, идеме. И така, затоа убава динамика се ствара, пошто јас сум најчесто таа што паничи, премислува се. Лука, например, он тој што е многу практичен и кажува како ги гледа многу почисто работите некогаш од мене и така убаво се надополнуваме и да не се повторуваме, ама стварно за мене лично е стварно многу битно и тоа ме мотивира. Некако многу пејачи се со некаков сон дека некој ќе ги открие, дека ги имаат менаџери, дека ќе идат по светот. Јас не сум тој човек. Мене ми е топ да си имам екипата и да си правиме турнеи низ Балкан и низ Македонија и со тоа сум среќна. Кога не ми треба нешто повеќе. И мислам дека и така кога си ги ставаш целите поблиску до тебе, па и ти се отвараат нови работи од кои што ќе се изненадиш. Ако од старт ти си речеш еве ќе трчам маратона, немаш 5 истрчано, од старт губиш. Ако си речеш ај ќе почнам со 5, па тоа ќе. Да. И мислам дека тоа е една формула. Да, од кај иде тоа кај тебе? Пошто не знам, голем дел млади барам кај нас, верам на секаде низ Балканот е слично. Прва работа која што ја би рекол и сме учени уште као мали е, гледај да си идеш од тука да направиш нешто надвор. И не слушам од многу луѓе тоа сега ти што кажуваш, кај што доволно ми ова е овде супер. Бидејќи верувам дека можеш да направиш можеби уште поголема кариера надвор од Македонија, на англиски јазик, надвор од Балканот, ама од кај ти доаѓа тоа, јас сум задоволна таму кај што сум, убаво ми е овде и сакам да продолжам да пеам на македонски. Да, па
Мислам дека сега баш пред некој ден ми текна на една реченица што ми има кажано татко ми, како совет, како кога бев мала го прашував, како тато што мислиш дека ќе бидам добра како професија да одберам нешто такви глупости како мала сум го прашувала. Не знам што ми кажуваше. Ама една реченица што ми кажа како Дина, најбитно е ти да си среќна. Во што и да правиш, тоа е најважно. И некако мислам дека многу луѓе се залажуваат со моментот дека мислат дека само уште ова да го направам и ќе биде како што треба. Само уште да направам многу пари и ќе бидам добар. Само да стигнеме до таа позиција и ќе биде се во ред. И се нешто бркаат, се нешто и годините минуваат и тие никогаш не се задоволни. И мислам дека е многу важно да си кажеш сам на себе, у моментов сум среќен со тоа што го имам и со тоа што го правам. Ако со нешто не ми чини, ќе пробам да го сменам, да биде подобро. Никогаш нема да биде идеално, бираш. Еве, и на почеток, како што спомнав, бираш, нели, или стабилност, или слобода, у мојот случај, например. Сега у моментов си викам, мене ми е побитно да сум слободна, отколку да имам здравствено осигурување. Ке го решам тоа. Ама, и цел време бираш, нели, помалото зло, и гледаш у моментот да си среќен. И мислам дека во моментот, многу убава реченица имаме, џабе работи, џабе не седи. И ако цело време ти работиш, а немаш некои огромни очекувања, не може а да не те најде успехот. Као што и да е успехот. Јас секогаш на деца кои што ги тренирам викам, ако целта ни е да победиме, ние може ќе победиме, ама нема да се чувствувате така како што мислите да ги чувствувате. Ако целта ви е да уживате во тоа, да се забавувате, да играте, да даете се од себе, повеќе пати ќе победите и поубаво ќе биде кога ќе победите. Да. Пошто многу е важно која е мене цел, еве као тренер. Ја се осетив кога почнав ова и почнав посериозно, сега и намалив ради тоа, почнав со цел да им помогнам на деца што ги тренирам. После година и пол се најдов у таква ситуација да чекав, ја тоа не го правам. Бидејќи нон-стоп сум на тренинзи, немам можност да се фокусирам на себе, не станувам подобра личност. Можеби сум подобар тренер, ама не сум подобра личност и сфатив дека чекај, I need to take a step back. Морам да направам неколку чекори назад, бидејќи јас станувам тој што не сакам да бидам. Ние победуваме, освојуваме, јас сум таму, све супер, ама кај што ти се чувствуваш, okay, what's next? Да. Што е следно? А сега, например, ги тренирам деца у нова и нивото е школско. Буквално играме со други школи од Европа, ама деца не сите тренираат. Ама тие денови што ги имам сега со нив и кидеме следната недела у Белград, знам дека многу повеќе уживам без разлика што и да направиме. Мислам, ќе победиме секако. Ама без разлика како и да заврши, ќе ми биде многу поубаво чувство и знам дека јас на тие 12 деца им се имам посветено. Да, ќе имате у претходните неколку време. месеци ќе имаме квалитетно време заедно и ќе си поминеме убаво. И можеби ќе победиме. Да. Ама нема тие, знаеш, целта е многу. Зошто е убаво, баш ми е мило што кажа тоа, значи која ми текнува Џон Ленон беше кога го прашале као дете што сакаш да биеш кога ќе пораснеш, среќен. Да, не се сеќам дали беше има тоа, смисла, да. И стварно е така. Мислиш дека не, ама и у некој момент се обидуваш да се убедиш дека не, ама треба сега да работам, треба пари да направам, треба да изгледам фамилија, треба да купам куќа, да имам здравствено осигурување. Ама тие работи доаѓаат сами по себе. Ако се ти е на место и приоритетите се на место и целта во животот ти е на место и знаеш зошто го правиш тоа што го правиш. Да, зашто другата страна е прегорување, а тоа не го сакаме. Баш јас стигнав до таков момент кај што пошто се убив од работа, мислам 2023 година, кај што бев по турнеи, не знам, свиревме во Полска и не знам, на Екзит свиревме во Хрватска, во Шалата, на Елементал отваравме као многу некои големи работи
правевме и толку се истрошив, онака немав приватен живот, ични си се грижев за душата. Искро се изгубив и не бев добро. И напишав едни реченици, животот што го нацртав, сега сакам да го избришам. И трчав да стигнам таму кај што не икам. Пошто ова сега ти што го кажа, баш на тоа ме подсети. Дека не секогаш амбицијата те води таму кај што треба да бидеш. И јас исто, пробував да направам неколку чекори наназад и да пробувам приоритетите да си ги поставам. Пошто сега како што зборувам, ми личи како све да си правам, како да ми е убаво. Ствари, многу секој ден треба да правиш избори што е добро за тебе, што не е добро, пошто многу може лесно да се залажеш и да си направиш лошо. И стварно е најбитно ти да си добро. И јас тоа цело време за себе си го повторувам, као батали, турнеи и вадење албуми и се, ако јас не се чувствувам добро. Да. Као подобро ќе вадам музика еднаш у 4 години, ќе имам 6 настапи, ама јас морам да сум добро. Да, тоа е многу убаво што каже и Преска го спомна одлука. Тоа со Аманда го имаме многу зборено, кај што зборавме кај што е љубов. Сега стапуваш у брак, све супер, љубов, емоции, ама за мене, например, тоа е одлука. Значи, јас секој ден треба да се разбудам и да одлучам дека јас ќе сакам оваа личност или еве и со подкастов скоро па 2 години тераме. Ние мораме да донесеме, одлука е дека јас сега ќе дојдам со тебе и ќе зборам и ќе дам се од себе овој разговор да биде добар. До одлука јас сега ќе станам од кревет. И колку повеќе гледам така на работи е многу сега да кажам полесно, му ствари е потешко бидејќи ти можеш да ја донесеш таа одлука и свесен си кога нема да ја донесеш одлуката, знаеш што те чека и се сакам да те прашам кај што, знаеш, ти можеш да, еве, ја например, ја земам неколку чекори назад, на почетокот кариера сум помошник тренер, никој не ме знае реално. Ама како е кај тебе, например, го сваќаш тоа дека си прегорена, дека вака не може, мора нешто да сменам, мора да се вратам неколку чекори. А си во подам, луѓе почнуваат да те знаат. Да, сега ти кажам конкретен пример кај што се убив од плачење кога требаше тоа да го направам, бев во таков брнаут кај што телото ми звонеше онака, знаеш, на алармот ваква за пожар кој ќе бев на остров у Хрватска преку лето и требаше за 2-3 недели од тогаш на друг остров да свириме. И требаше да се вратам у Македонија, па да се вратиме назад, на Ластово. И јас бев цела со алергија и се чешав и ме болеше цело тело, ама јас викам, не ми е гајле, пошто фатив нешто на сонцето и на 40 степени патував и плюс бев прегорена. И викам, не ми е гајле, ќе идам, ќе свириме, ќе биде јако. И јас одам во болница на инфузија сум. Викам, не го откажувам следниот настап, тоа е за нареден месец. И плачам онака цела вечер. И викам, не, ова дефинитивно е знак дека морам тој настап. И они сака, и се беше организирано, замисли, цел бенд договорен, превоз, се, као подпишан договор, организаторите сите пресрекни едва и чекаат, сек да пишува дека ќе свириме. И јас се јавувам на Грга, мојот букер. Грга, ќе мораме да го откажеме со тешко срце. Кај што некогаш, значи, дури телото цело ме боли и морав тоа да го откажам. Ама такви се тие моменти, не се лесни, као и шо и да треба, еве и во иднина нешто да... Многу привлечно звучи се во мојава професија, некако сите патувања. Не знам, можеби најтешкото нешто што треба да го правам е да патувам. И ако говорив добро на твоето прашање... Не, ма тоа е, бидејќи, знаеш... Дека има очекувања. Очекувањата се од тебе, ти баш во моменти кај што стануваш препознатливо име. Знаеш, тебе те знаат. Мене ако ме нема, окей, знаеш,
никој ништо, само што почнувам, не сум и голем дел од нас, така? Ама кога си музичар, поготово подем кај што сите да знаат, очекуваат, знаат која е Дина Јашари, верувам дека е многу тешко да ги направиш тие одлуки, е многу поразлично за другите. Да. Во такви моменти се викам, јас сум многу среќна што сум во Македонија и на Балкан, кај што невозможно е да ми се деси таква кариера, како не знам, например, знаеме со Еми Уајнхаус што се деси, со многу такви музичари кои што до таков момент се доведени кај што се роб на индустријата и немаат глас, а ја за среќа, фала Богу, можам да кажам да, не. Една од придобивките да си во Македонија. Да. Ама да, не можам да ти одговорам, пошто е тешко стварно. Се звучи примамливо и се звучи као прејако, ама јас се борам со тоа и се трудам да имам баланс некаков со себе, кај што ќе можам да кажам до тука и морам да се грижам за себе, колку и да изгледа и да звучи себично. Ама е борба. Да, и верувам дека колку поеќе ќе работиш и ќе продуцираш и ќе имаш успех, уште толку потешко ќе ти биде да ги направиш тие одлуки секојдневно и да се ставиш у чек, чекај. Како се чувствувам ја денеска, дали можам ова да направам? Нешто треба да кажам не, нешто да. Да. Дина, фала ти, веќе сад време збориме. Дали има нешто што не го спомнавме, што не те прашав, што може ти сакаш да ме прашаш, за крај што би сакала да го кажеш? Па не знам, мислам дека си кажав се што имав на ум. Интересни теми отворивме. Немам што да додадам. За крај секој гостин го прашуваме, така и тебе, за тие што не гледале цел сат и не слушале до крај, што би ги прашала нив? Леле, чеки. Што би ги прашала луѓето што не гледаат? Која е твојата мала цел што сакаш да си ја исполниш годинава? Дали е тоа 5 километри или да направиш песна или да направиш уметничко дело? Пиши во коментар.